Граѓаните тонат во долгови, а банките профитираат. Според најновите податоци на Народната банка, граѓаните во Македонија должат скупно 265 милиарди денари или околу 4,32 милиарди евра на домашните банки. Најголем дел од задолжувањето е кај потрошувачките и стамбените кредити. Во услови на инфлација и раст на цените, граѓанската куповна моќ е значително намалена поради зголемените трошоци за храна, енергија, гориво и други основни производи. Според економистите, ова го потврдуваат и податоците кои покажуваат дека најголем дел од задолжувањето е кај потрошувачките кредити 2,17 милиарди евра и кај кредитните картички каде задолжувањето изнесува околу 308 милиони евра, што значи дека се повеќе граѓани користат краторочни форми на задолжување за да ги покријат тековните трошоци. Во исто време банкарскиот сектор бележи рекорден профит од 282 милиони евра во 2024 година, што е зголемување за околу 50 милиони евра во однос на претходната година. Најголемите приходи за банките доаѓаат од нето приходите од камати кои во 2024 година изнесуваат околу 467 милиони евра, што е зголемување за 58 милиони евра во споредба со 2023 година. Ова представува разликата помеѓу каматите што банките ги наплаќаат за кредитите и каматите што им ги исплаќаат на штедачите. Нето приходите од провизии и надоместоци се зголемени за 8,5 милиони евра, достигнувајќи 115 милиони евра, додека приходите од курсни разлики изнесуваат 28 милиони евра, што е речиси исто како и минатата година. Овој профит значи дека банките во Македонија во 2024 година платиле 38 милиони евра данок на добивка. Но премиерот Христијан Мицковски минатата година најави намалување на данокот на добивка за фирмите што заработуваат над 50 милиони евра, што значи дека во оваа категорија ќе влезе и некоја од банките и ќе плаќаат помалку данок на добивка.